Благодарам, почитувам председателя, почитувани колеги. Значи, колега, кој успеавте да се изфалите за најзагадената држава во Европа и да не ја спомнувате владата и градоначалниците секоја чест. Значи, нема нешто што не може овде да се изфали. Ова е веќе Монти Пајтон ситуација. Народот се гуши, вие се фалите ли се фалите. Навистина трагично. Трагично. Зборувате цело време за акциони планови, за мерки, за наликувате на невладина организација, која што нема механизми во своите раце да ги подобри, фактички механизми да ги подобри работите. Јас знаете што, нема да ви кажувам дека народот е по болници и голем дел од луѓето во бутал ќе завршат во Скопје од загадувањево, него може би ќе ве дрбне ако ви кажам дека никој нема да ви излезе на гласање за вакво загадување. Луѓето едноставно се незадоволни. Ова е крајно партизирана земја, тоа 100 пати сум го рекла, но кога биолошките закони ќе дојдат на сцена, тоа е појако се. Сите водиме сметка за своето здравје и за своите деца. Ни партија, ни бутур. Нема да има кој да ве гласа ако продолжите вака. Ке ви кажам кусово реплика неколку податоци само за Скопје. 80% зелената маса е изгубена во последните 10 години. 80%. Джабе зборувате за садници, оние прачки ги нарекувате садници. За 30-40 години што ќе дадат ефект. Озеленети површини, тоа не е зелена маса. Зборувате за глобален проблем. Кој е глобален проблем? Ние Франција имаме ист проблем или Германија. Тоа се високи индустријски земји. Имаат загадување. Од која индустрија се загадува Македонија? Ги донесоте сите катни гаражи во центарот на Скопје. Значи, колите повелете да бидат во центар паркирани. Тоа никаде го нема. Се решава со подземни гаражи, каде што од некој ринг ќе се влезе во подземнијата гаража и ќе се патува 1 километар до неа, а не сите катни гаражи во центар. Го градите Скопје екстензивно како да било срушено после војната Дрезден кога бил бомбардиран. Па се наеднаш решите да изградите. Прашината не угуши. Живеам во центар, секој ден имам цемент на балконот по еден прст. И вие зборувате што сте направиле, кешки да не направете од сето ова. Срамота е навистина неодговорната. И да споредувате, вие ова сте направиле, ние ова сме направиле. Никој ништо не направил, а вие па за зло сте направиле. За зло сте направиле. Значи, се што сте направиле да се гушиме, да умираме. Канцерогени честички сме полни. Видете ги статистиките на онкологија. Реков, овие ваши дискусии на Монти Пајтон.